Пак во Македонија е констатирано дека лекарите препишуваат премногу антибиотици на пациентите. Фондот за здравствено осигурување најави дека ќе воведе контрола и казнени мерки за матични лекари кои ги надминуваат квотите за препишување на антибиотици и анксиолитици. Зарем треба контроли и казни за лекарите да увидат дека се претерало со антибиотиците и дека тие не се бомбони за да се делат насекаде. Особено загрижува податокот дека употребата на силниот антибиотик Сумамет значително се зголемила за дури 23%. Па тоа е лек кој треба да се користи како резервна опција само во тешки случаи, а не како прв избор за секоја инфекција. Ова ли треба да го учат некои лекари? Па тие треба да знаат и во сон дека неоправданото и пречестото користење на антибиотици може да доведе до развој на антимикробна резистентност, односно со тек на времето стандардните третмани со антибиотици да стануваат неефикасни. Се чини ресорното министерство треба да организира кратки предавања за лекарите, за да ги освежат знаењата. Околу 6 милиарди евра по основ на земени еврообврзници од владите на СДСМ и ДУИ треба да врати нашата влада во својот 4-годишен мандат, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тој додаде дека веќе оваа година била вратена една еврообврзница, подигната од претходните влади во вредност од 500 милиони евра, а дека секоја следна година ќе достасува нова. Но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни, исто како што нема во Македонија мигранти, исто како што нема криза, така средствата се обезбедени, ликвидноста е гарантирана, истакна премиерот и додаде дека неговата влада за разлика од претходната прави стратегија како идните генерации да не мора да враќаат многу долгови. Тешките неколкудневни загадувања на скопскиот воздух ептен ги загрижи скопјани. Имаше и протест пред цементарницата Усие. Воедно по низата барања од граѓанските иницијативи за чист воздух, град Скопје ја прифати иницијативата за дислокација на цементарницата Усие надвор од градот. Советот изгласа градоначалникот да побара од владата разгледување на постапка за дислокација на Усие и на други загадувачи надвор од Скопската котлина. По ова се очекува како ќе постапи владата. Министрите треба да ја разгледаат целата работа и да видат можна ли е и како би се извела таа обемна дислокација. Сето тоа е долготраен процес, може да помине и цела деценија, а многу е важно да се даде одговор и што ќе се прави во меѓувреме. Потребен е посилен мониторинг секаде каде има индустријски капацитети и се потенцијални загадувачи. Може би се потребни дополнителни филтри, запирање на печките во ударните периоди на загаденост, забрана за користење пластика и гуми како енергенс и слични други мерки. Инаку од друга страна компанијата Титан Усие останува цврсто на ставот дека работи одговорно и согласно еколошките стандарди на Европската Унија. 7 вработени во Министерството за односи меѓу заедниците вчера добија отказни решенија од министерот Иван Стоилковиќ. Веднаш реагираше ДУИ и ја обвини власта за дискриминација поради тоа што сите отпуштени се албанци. Стоилковиќ денеска објави снимка од канцеларија на отпуштените, каде се гледа дека тие канцеларијата си ја претвориле во спална соба со поставување на кревет за спиење. Ги испративме да си спијат дома, напиша министерот и додаде: по некоја случајност тие се од ДУИ. Лидерот на СДСМ Венко Филипче утрово изјави дека покачувањето на цената на струјата е резултат на криза што потекнува од потврлањето на енергетскиот сектор. 3 денари покачување ќе повлече поскапување на сите други продукти. Следи бран на огромни поскапување на цените на се, меѓу кои елементарни намирници како леп, млеко, јајца, а при тоа нема најава за зголемување на платите, кажа Филипче. Филипче се осврна и на евроинтеграциите. Нема реформи во правосудството. Не се отвораат врати за европското обвинителство и така се пролонгира корупцијата и криминалот. Преку своите медиумски кујни измислуваат проблем со Бугарија, изјави Филипче. Долго време зборувавме во јавноста дека Заев и Филипче имаат златни визи за Дубај, зашто и самите потврдија, но не кажуваа на кој начин ги стекнале. По се изгледа стекнувањето на златна виза е поради влог во недвижности, се вели во денешното соопштение на ВМРО ДПМН. Од владеачката партија повторно јавно го прашаа Венко Филипче.
каква е неговата улога во изградбата на 42-катницата на Заев и дали неговата златна виза е резултат на овој бизнис партнерство за градење на згради во Дубај. Ако ова е точно, следно што треба да одговори од каде му пари на Венко за да си дозволи толку голем влог, со оглед на тоа дека тој самиот цело време потенцира дека досега работел само како доктор и како пратеник, праша од ВМРО ДПМН. На граничниот премин Табановце синоќа е приведен 39-годишен маж од Куманово, откако при контрола на неговото возило биле пронајдени стотици стари монети. Полициските службеници при рутинска гранична проверка на влез во Македонија запреле автомобил со швајцарски регистарски таблички, управувано од Кумановец. При детална контрола на возилото, полицијата пронашла и одзела вкупно 271 монета со различни големини и форми, кои потекнуваат од различни историски периоди. Осомничениот бил приведен, а за случајот било известено и обвинителството. Големо мнозинство од хрватските граѓани се уверени дека нивната држава оди во погрешна насока. Ова го покажува декемвриската анкета на Кробарометар, пренесуваат хрватските медиуми. Хрватите најмногу забелешки имаат на корупцијата, ниските плати и пензии. Дури 69% од испитаниците во Хрватска велат дека земјата оди во погрешна насока, а само 22% од нив веруваат дека државата која одамна во Европската Унија е на вистинскиот пат. Истражувањето е спроведено помеѓу 1 и 19 декември со анкетирање на скоро 1000 возрастни граѓани од цела Хрватска. Српски студенти во недела ќе протестираат во повеќе градови. Тие објавија мапа и листа на места каде ќе бидат поставени штандови за собирање потписи за распишување вонредни парламентарни избори. Протестите ќе се организираат под слоганот "Распиши победа". Цела Србија на 28.12 распишува победа, напишаа студентите во својата објава. Украинскиот председател Володимир Зеленски најави средба со американскиот председател Доналд Трамп во наредните денови. Се договоривме за средба на највисоко ниво со председателот Трамп во блиска иднина, напиша Зеленски на X. Ова се случува откако главниот украински преговарач во мировните преговори за ставање крај на војната го известил за најновите случувања во преговорите. Многу работи може да се одлучат пред нова година, напиша Зеленски. Јапонската влада како одговор на повеќе неделните тензии со Кина одлучи да одвои рекорден процент од буџетот за зајакнување на националната одбрана, пренесе ДПА. Предлог буџетот за 2026 година предвидува зголемување на воените расходи на 3,5% или околу 58 милиарди долари. Голем процент од овие средства ќе бидат наменети за развој на систем наречен Штит, чија цел е да го заштити долгиот брег на Јапонија и оддалечените острови од бродови, подморници и дронови. Соединетите американски држави извршиле напади против силите на терористичката организација Исламска држава во Нигерија, откако претходно со недели ја обвинуваше владата на оваа западноафриканска земја дека не успеала да го запре прогонот на христијаните. Вечерва по моја наредба извршивме силен и смртоносен удар против терористичкиот жган на Исламската држава во северозападна Нигерија, кој прогонува и свирепо убива пред се невини христијани, истакна Трамп. Тој додаде дека претходно ги предупредил овие терористи дека ако не го запрат колењето на христијаните, ќе им настане пекол. Во Русија е разбиена криминална група која контролирала мрежа на печатници за производство на фалсификувани пасоши и други документи, а во текот на полициската акција се уапсени 14 лица, соопшти Руското министерство за внатрешни работи. Во полициската акција биле запленети повеќе од 50.000 фалсификувани документи, а проценката е дека од оваа нелегална активност печатниците оствариле приход од речиси 28 милиони евра. Осомничените изработувале и продавале фалсификувани пасоши, дипломи, лекарски уверенија и други документи со акредитиви на владени агенции, користејќи официјални меморандуми, а клиентите ги наоѓале преку огласи на социјалните мрежи и веб-сајтови. Најмалку 10 лица загинаа, а повеќе десетици се повредени кога автобус се превртел и слетал во бездна во Мексико, соопштија синоќа локалните власти.
Според првичните извештаи, возачот изгубил контрола врз автобусот, пошто возилото се урнало во бездна длабоко околу 200 метри и завршило превртено покрај река. Државните служби ја координираат акцијата за спасување, а повредените се пренесени во блиските болници.